Гледате како се удира по темелите на црквата, почитувани гледачи, црквата е еден од столбовите на македонската државност или тоа што низ вековите не крепело и не одржало. Дедо Наум, кој политички протеже на Зоран Заев или негов духовен татко, има амбиција да оде на чело на македонската православна црква. Освен Зоран Заев, има поддршката и на мокното влашко лоби, кој сака да има добри релации со грчкиот бизнис фактор и брзо решавање на проблемот со името. Дознавме од политичар еден, Ден Дончев, кој во Австралија кажувал на повеќе места дека во синодот на Македонската православна црква има поделби и дека четворица владици биле со владиката Петар, другите биле сите против владиката Петар и ќе биде сменет владиката Петар. И сега најверојатно се очекуваат изборите, па тогаш ќе биде сменет и можеби поглаварот, бидејќи еве почна пропагандата и против него, дека е алкохоличар, дека мрсел, дека натаму и некои ќе се токми најверојатно да стане поглавар на нашата црква. Па најверојатно ќе дадат на технички синод, но можеби ќе треба и специјален обвинител да си обезбедиме во синодот на нашата црква за да направиме ред и поредок, инаку вака како штрнале работите нема да одат на добро, бидејќи овдека веќе силата се покажува на митрополитот Наум дека тој ја држа во своји раце целата македонска православна црква. Ајде да јесте на местото на Наум. Понекој ваш колега би рекол дека имате хациенда во Грција. Нели во наводници, дека имате тамо јахта, дека носите монахињи или калуѓерки. И се нашли ли повреда? Па сигурно да. Гледате како Наум не реагира на тоа. Има некоја повисока цел. Тоа е работа на проценка, знаете, дали вие во овој момент ќе отварате кавката на големи звона во црквата. Знаете, нашата црква се сега наоѓа пред преговорите со Српската православна црква. Ќе прави Наум после изборите, ако се погодат коцките или се нарадат коцките како што он сака, пуџ во рамки на МПЦ? Не верувам, бидејќи не мислам дека има доволно сили за тоа и дека тоа не би одговарало на црквата, бидејќи таа група на која што тој евентуално би сметал, сигурен сум дека ќе направи проценка дека на МПЦ во овој момент не ја одговара тоа. Амбициозен човек е, ја гради својата кариера со години, ги одржава релациите со луѓето со години. Во еден период беше највлијателен кај Лјупчо Ѓоргиевски, па се ретерираше малце, па со Хари Костов, па со Штиро Јанаков. Овој Арсений што беше монахче или што беше тоа, па после се расчини сега нели световно лице од целото на Штиро Јанаков, значи клучен играч беше. Тоа што го кажувате може да се примени на владиката Петар. Знаете сами кога се избираше новиот архиепископ што се случува. Збориме за Петар, не е проблем. Значи тој има своји интереси таму, верувате? Петар нема веќе шанси да биде. Он беше декласиран на изборите кога победи Стефан и не мислам дека Петар некој воопшто ќе се кандидира да биде нов поглавар. А Наум со политичка поддршка на Заев, тоа е веќе друга приказна. Не знам, меѓутоа факт е дека во црквата не сум сигурен дека он може да добие поддршка за таква некоја стратегија. Па може и Заев нема да добие од државата, сега ова е теоретски ние правиме анализа што се вели. Можно, се е можно. Може би Наум ќе помине избори исто ко Заев. Ќе победи или ќе изгуби, ќе видиме. Во секој случај, во се тешки моменти за Македонската православна црква, која е нападната од сите страни, од сите соседи, сега е нападната и од внатре да биде формирана албанска православна црква. Тоа ја оневозможува и отежнува улогата на Македонската црква да биде кичма на македонската државност. Мислам дека ова некоја игра во ова матно време кога нашите најголеми две македонски партии се препукуваат, некој сака во матна вода да фаќа Охридска пастрмка или пастрмка од Радика, разбирате? Или сомови. Или сомчиња. Може и сомчиња, поише сомчиња ми личи. Да, така.